Dobar ден, ученици! Денеска ќе се запознаеме со наставната единица хибернација и селење. Најпрво треба да научиме што е тоа хибернација. Оваа лекција ја подготвив јас, вашата професорка по природни науки, Нетка Димовска. Што е хибернација? Хибернација или зимски сон е состојба на успорување на метаболизмот и ниска телесна температура кај одредени животни за време на зимата. Во хибернатори спаѓаат поголем број крзнени животни и мал број цицачи. На цицачите, како мечката, само малку им е снижена телесната температура и тие се будат лесно, па не се сметаат за вистински хибернатори. Повеќето хибернатори, додека се активни, складираат храна во засолништата, например верверичката, или резервни масти во телото, односно во масното ткиво. Тие можат да се разбудат повеќе пати за време на зимата. Ладнокрвните животни мора да хибернираат таму каде што надворешната температура се спушта под точка на смрзнување. Кои животни хибернираат? Овде имате еден колаж од фотографии на животни кои паѓаат во зимски сон. Гледате верверичката, дабарот, змијата, мечката, пчелата, црната мечка, лилјаците. Значи, постојат многу животни кои што неповолните зимски услови ги поминуваат во зимски сон или хибернација. Например, ежот хибернира кога времето станува студено. Тој спие од октомври до април. Тој наоѓа куп лисја или ги зарива во купчиња за компост, се свива во тесна топка и оди да спие. Потоа, желките се друг тип на животни кои хибернираат во нивното природно живеалиште. При хибернирање на желките во дивината, тие се закупуваат во земја или во куп лисја и спијат се до пролетта. Овде имаме фотографии на желки кои што спијат во тунели. Лилјаците хибернираат во пештерите, во шуплините на ѕидовите од тунелите и спијат подолг временски период, ако времето е многу студено. Тие можат да живеат без храна многу долго време, но понекогаш се будат за да пијат. Кај пчелите, кога температурата се спушта, машките пчели, односно трутови и пчелите работнички умираат, но нивната кралица преживува со хибернација. Таа хибернира во дупка во почвата, во расипани држки на дрвја или под куп на лисја. Таа се буди 6 до 8 месеци подоцна со загревање, а потоа наоѓа убаво место за изградба на гнездо и создавање на сосема нов тим на пчели. Полжавите пак, тие имаат вграден кревет за хибернација во нивната кукичка. Тие се повлекуваат во нивната кукичка, односно черупка, за да ја затворат дупката со кожа направена од креда и лигите што ја задржуваат влагата. За тоа време тие речиси и не трошат енергија и воопшто немаат потреба да јадат. Во некои области каде има малку дожд, полжавите можат да хибернираат со години. Змиите патуваат до едно место каде што стотици од нив можат да хибернираат заедно, за да можат да останат топли. Змијски дупки може да се најдат во карпи,
во šupljini ili stari bunari i podrumi. Žabите i polnoglavcите hiberniraат како што времето станува постудено. Тие спијат во кал на дното на езерото или почесто наоѓаат влажен куп лисја или гнил трупец за да се скријат до пролетта. Водените жаби хибернираат на дното на потоците и езерцата, каде што водата не се замрзнува. Шумските жаби наоѓаат за солниште со копање на бразди или дупки. Во текот на зимата тие замрзнуваат, но се одмрзнуваат и се будат напролет. Глувците хибернираат од октомври до мај и заспиваат веднаш штом ќе се појави првиот мраз. Тие одат да спијат во гнездо што е на земјата или во близина на земјата, свиткани во цврста топка. Нивното срце паѓа на 90% од нормалната стапка на отчукување. Бубамарите ја поминуваат зимата во состојба на сон, познат како диапауза. Тие се здебелуваат за зимата јадејќи многу лисни вошки и полен. Потоа се кријат во згради или под канали, карпи или куп лисја. Исто така и многу други инсекти заспиваат во длабок сон и чекаат да пристигне потопло време. Сега да видиме, дали можете да запомните кои животни хибернираат? Дали можете да се сетите на некои други животни кои хибернираат? И како можете да дознаете? Ви благодарам на вниманието. Пријатно учење!